Почитувани граѓани, почитувани медиуми, Христијан Мицкоски и ВМРО ОКГ продолжуваат да лажат дека вметнувањето на малцинствата во Уставот го загрозува македонскиот идентитет. Ова е чиста манипулација. Вистината е спротивна. Вклучувањето на малцинствата во Уставот го зајакнува македонскиот национален идентитет, а не го слабе. Кога сите граѓани, без разлика на етничка припадност, се дефинирани и заштитени со највисокиот правен акт во државата, тој ја зголемува кохезијата на општеството и ја зацврстува македонската државност. Например, нашите сограѓани србите, кои се значително повеќе во Македонија од бугарите и хрватите, според последниот попис, исто така не представуваат никаков проблем за идентитетот. Зошто ВМРО ОКГ не се плаши од нив, а се плаши од бугарите, кои според пописот се само 3504. Одговорот е јасен. Не се во прашање малцинствата, туку намерната блокада на ЕУ интеграциите. Ако се внесат бугарите, хрватите или други малцинства во Уставот, како тоа го слабее македонскиот идентитет? Напротив, го зајакнува. Затоа што сите тие се македонски државјани, а малцинскиот статус е само додатна заштита на нивните колективни права. Македонскиот народ останува конститутивен и доминантен народ во својата држава. Отварањето на вратата кон Европската Унија истовремено значи отварање на вратата на европското јавно обвинителство. А токму од тоа, Мицкоски и неговата криминална група најмногу стравуваат. Нема повеќе наместени тендери, а ќе следи одговорност пред институциите на правдата. Затоа ја блокираат уставната измена. Се останато, загрозен идентитет, бугарска опасност и слично, е чиста лага и изговор за да ја заштитат својата криминална мрежа, неказнивоста и можноста за продолжен грабеж на државата. Мицкоски не се бори за македонскиот идентитет. Тој се бори за својата безбедност и безбедноста на својата криминална група. СДСМ јасно порачува. Силен македонски идентитет во силна европска Македонија. Правда, а не заштита на криминалците. Европска Македонија или криминална изолација. Изборот е јасен. Ви благодарам.